Додека владата се договара и дебатира кој ќе го превземе најчувствителниот ресор во државата, трети месец поред столчето во министерскиот кабинет на Министерството за здравство стои празно и додека во јавноста излегуваат различни калкулации за тоа кој ќе го превземе ова министерство, пациентите во страв да не останат без потребните лекови. Како функционира здравствениот систем 3 месеци без главниот оперативен раководител, без подпис на министер, нема ни нови вработувања, а најавените реформи си остануваат само на хартија. Според најавите на премиерот Зоран Заев, новиот министер за здравство требаше да биде познат до крајот на претходниот месец, но одлука се уште нема. Премиерот Заев последно посочи дека денови се во прашање и дека се работи на дебата за потполнување на министерското место. Се работи на дебата на пополнување на Министерството за здравство, кое е испразнато од сегашниот градоначалник на Гостивар, доктор Арбен Таравари, како да го пополниме. Заради тоа што навистина при првичната распределба беше здравство дадено на Алијанса за албанците заради доктор Арбен Таравари, кој што важеше за навистина за прифатлива личност пред се од лекарската фела и од медицинскиот персонал кој што работи ширум Македонија. Сега разговараме навистина како тоа да се пополни, не се работи за некои други рекомбинации. На владата не размислуваме во таков правец. Јас сум убеден дека навистина како што реков, уште неколку дена и ќе објавиме комплетната контура на владата. Предходно функцијата министер за здравство ја вршеше Арбен Таравари само 4 месеци од изборот на новата влада. Дали работата ја заглави коалицијските партнери, кои не можат да се договорат, дали партијата на села ќе го задржи ресорот или ќе има нова поделба, не е до крај јасно. Се шпекулираше дека можниот нов министер, Вулент Ферати, лекар од Тетовската болница, не поминал кај лекарската комора и општо меѓу фелата, но најголемата жртва на политичките комбинаторики и трансферот на Таравари од министерската во градоначалничката фотелја се пациентите. Јавноста беше сведок на проблеми при обезбедување на потребните лекови за диабетичарите, како и за пациентите со ретки болести. Освен ова, подолго време не работат најважните апарати на клиниката за рентген, што сериозно го доведува по прашање здравјето, па дури и животот на некои пациенти. Исто така проблематично е тоа што здравството нема прв човек во клучните месеци кога се крои буџетот за идната година. Тоа значи дека касата за највиталниот сектор ќе биде скроена без за тоа да биде прашан човекот кој потоа цела година треба да раководи со овој сектор.